5 сезони вчерашни тераме и никако да го правиме државичеве. 5-та сезона ние новинари во вчерашни око не можеме да склопиме од политичари вешуе. Се сменаја и власт и опозиција, ама некои работи не се менаја, останаја кои што не требат да бидат. Зато оваа емисија јас, вашиот кантавтор, уредник, одгледувач на кокошки пејачи и така натаму, ќе направиме една ретроспектива да видиме што све не се направи во овие 5 години, што се преживеа. Ево, например, да почнеме од тоа младиве што си одат од овде. Па еве, например, само овде кај нас во вчерашни што луѓе, што кадри извајавме и си фатија туѓина си ојдоа. Бегет луѓево, кој Германија, кој Скандинавија, кој вамо, тамо и што правиме вака сега. Да, студио, Ненедов соговорник за иселувањето, па решив јас да се иселам од државата и да си направам сам себе си интервју. И онака ме дупите, нели, нон-стоп, па не е битно, последен ден ми е. Добро бе, Кузман, за тебе нели дојде животот? Па не баш, можда мене ме промашил. И онака јас се промашувам, па валја и животот ми има промашено мене. Јеби га, што не ме промаши ВМРО 10 години. Така. Кажи ми, оти не одиш во влада? Па не може цела редакција да сме во влада. Уствари може, ама никој ми нема јавено, ни ми има пишано. Плюс, знаете, Јована е таму, а мене Јована ми е слаба точка. И во право беше Каракамишева што велеше дека не се иселуваме ради пари, туку ради невозвратена љубов. Така, следно прашање, каде ќе замине Кузман и што ќе прави таму? Па заминувам за Германија да работам во Макдоналдс. Тука пишува треба да направам шега. Се надевам дека нема да завршиш во Бургер Кинг во Шведска. Да, смешно. Следно што да те прашам, дали планираш да се вратиш во Македонија? Планирам да се вратам, да, ако отворат овде Макдоналдс. Се зезам, никош нема да се вратам. Ти благодарам многу. Да, дојди. Држи ово. Земи ово, си кажеш.